Почитувани гледачи, добро вечер. Јас сум Гордана Дубњак, а вие гледате Правда и неправда. Вечерва имам ексклузивен гостин, кој што во моментов предизвикува поделени реакции во јавноста. Едни честитаат на храброста, други пак ја оспоруваат. Позната е по тоа што одлично соработува со новинарите, но во судница, но тешко се согласува да зборува на нивен терен. Кога се договаравме со кривичната судика Добрила Кацарска за гостување во Правда и неправда, побара прво да заврши едно од најголемите судски процеси во поновата македонска историја, познат во јавноста како процесот за 27 април или за крвавиот четврток. Во петокот целата јавност имаше можност во живо да го следи изрекувањето на пресудите за учесниците во собраниските настани од 27 април 2017 година, кога за 16 обвинети досуди вкупно 211 години затворски казни. Казни во распон од 7 до 18 години за едно од најтешките кривични дела во кривичниот законин. И само за едно дело даде ослободување од затворска казна. Судијата Кацарска го исполни ветеното и вечерва е наш гостин во студиото. Добре дојдовте. Добре ве најдов. И се надевам дека во текот на разговорот попријатно ќе се чувствувате. Се надевам јас. Господјо Кацарска, поминаа 4 дена од изрекувањето на пресудите за упадот во законодавниот дом. Дали сте убедени дека донесовте правилна одлука и оти обвинетите се навистина виновни за она што им се става на товар, а тоа е терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедност? Пред се би сакала да нагласам дека не само за оваа пресуда, неко за секоја една пресуда што сум ја донела, сум цврсто убедена дека сум донела исправна пресуда. Имавте ли трошка сомнеш и како изгледа, да кажеме, вечерта пред изрекувањето на пресудите? Размислувате ли долго? Премотувате ли филмови низ главата? Немав ниту трошка сомнеш дека обвинетите се виновни токму за она кривично дело за кое што се обвинуваат. Но бидете сигурни дека не е лесно да се изрече казна затвор без оглед колкава е висината на казната. Јавноста е прилично поделена во однос на висините на казните. Некои сметаат дека се ригорозни, па дури драстични, а има и такви кои што веруваат дека се изречени во рамките на законскиот опсек, па дури дека во неколку случаи се под минимумот од 10 години. Од што се водевте во одмерувањето на казните? За секоја една пресуда што ја изрекувам, секогаш се раководам исклучиво од доказите кои што се наоѓаат во предметот. Пред да ја донесам одлуката, секогаш ги анализирам сите докази. И тука би нагласила дека додека не се изведе и последниот доказ, никој не може да знае каква ќе биде пресудата. Во поглед на тие коментари дека казните се драконски, јас би рекла дека многу лесно се дава таква изјава дека казните се драконски од аспект што за да кажете дали некоја казна е драконска или не, треба пред себе да го имате целиот предмет со сите докази, да извршите целосна анализа на доказите, па дури потоа можете да кажете дека казните се драконски или се многу ниски. При тоа треба се цени и фактот дека најмала запретена казна е 10 години. Така, вие во неколку случаи под тој минимум изрековте казни. На почеток би сакала да разјасниме една дилема. Се плашите ли од реакциите на граѓаните? Да кажеме, некои може би ќе ви речат дека сте ги затвориле патриотите, додека терористите шетаат по улица. Па до сега никој не ми рекол дека сум ги затворила патриотите, а дека терористите шетаат на улица. Напротив, многу луѓе ми приоѓаат и ми честитаат за донесената пресуда.
Вие, предпоставувам, немате дилема што навистина се случи на 27 април 2017 година и што беше она што го карактеризираше делото, дека битието на делото, дека навистина станува збор за терористичко загрозување на уставниот Јас немав поред. дилема и се уште немам дилема. И токму од сите изведени докази, а јавноста знае дека се изведува многу докази, произлезе дека обвинетите го сториле токму тоа кривично дело. Зошто опирскиот пејач Друловски беше ослободен? Не најдовте вина кај него или пак на некој начин сакавте да го изедначите со оние кои што побара амнестија, а кои што се дел од истата група што ги предводеше протестите за заедничка Македонија. Тука беа Богдан Илиевски, Борис Дамовски, Владо Јовановски. Јас, како судија, немам зошто и како да го изедначувам обвинетиот Игор Дурловски со оние кои што се амнестирани. И тука би сакала да кажам дека во мојата кариера имам донесено повеќе ослободителни пресуди, но морам да нагласам дека ова ми е најтешко донесена ослободителна пресуда. Зошто? Пред се, ги имаме сите докази, но од овие докази не произлезе дека обвинетиот го сторил делото за кое што беше обвинет. А треба посебно да се издвои дека овој предмет се однесува само за настаните од 27 април, а Че не вие ги и за се она што се анализиравте случувало настаните претходно. критичниот ден, Да, но не и во апсолутно. низа. Освен тоа, за Игор Дурловски имаме само доказ дека истиот влегол во собранието, тоа е неспорно, се наоѓа во пленарната сала, ја пее химната. Точно е дека се поздравува со некој од присутните, но не остави простор, макар на минимален сомнеж, дека тој има контакти и е поврзан со останатите учесници во оваа постапка. Зошто тогаш најтешко ја донесовте оваа присуда? Не сте убедени до крај во неговата невиност? Па може би, ако имаше макар уште некој доказ, немаше да биде ослободителна пресуда. Имаше сведок. Тоа е Курто Дудуш кој што вели дека го видел кај степениците и кажува дека ги упатил луѓето и кажал дека еве го и ово е еден од нив. Меѓутоа, самиот сведок не беше категоричен во својот исказ. Тој вели, мислам дека беше пејачот. А со тоа мислам не може да се земи како неговиот исказ како веродостоен, во тој дел да му се поклони целосно верба, а од друга страна остава сепак сомнеш кај судот дали може би навистина и го видел. Но ради сомнеш или нешто што не е целосно докажано, не може да биде осуден никој. Судскиот процес почна во август минатата недела и тогаш на листата на обвинети беа 33 лица, но по донесувањето на законот за амнестија беа помилувани 15 лица. Колку тоа што меѓу осудените 15 лица сега што им изрековте пресуда, ги нема организаторите, ги нема оние што ги отворија вратите, на некој начин го засилува чувството дека правдата не е до крај исполнета, дека можеби и е селективна на извесен начин. Апсолутно се согласувам дека правдата со донесувањето на овој закон е селективна и дека не е целосно задоволена. Кога велите организаторите, не можам да го прифатам тој термин како организатори, затоа што има друг предмет кој што треба да се работи, почна веќе во суда да се работи. Тој е допрва. Ќе видиме што се случувало. Дали има действија кај овие што сега се осомничени? Дали сметате дека амнестијата беше избрзана
и дека може би најпрво требаше да се утврди вината и одговорноста на пратениците за кои што видовме од снимките дека ги отвориле вратите. Јас имам дадено и таква изјава за некои од медиумите дека тој закон е преуранет според мене, посебно што се донесе токму во фаза кога ние ја завршивме доказната постапка. И можеби ќе требаше да се причека да се донесе пресуда, па потоа да бидат некои од нив амнестирани. Но тоа е сепак закон што го донесе собранието на државата со двотретинско мнозинство и јас како судија сум должна да го почитувам тој закон. Да, тоа го кажавте и во една од изјавите после тој настан. И за разлика од обвинителката Вилма Русковска, која што кажа дека е фрустрирана од чинот на амнестина, вие бевте воздржана и рековте дека ќе се држите до законот. Но за мнозинство граѓани, она што се случи, а тоа го кажа и дел од експертите, представува груб политички пазар и упат во правосудниот систем, затоа што тоа го призна и премиерот Заев, дека практично на тој начин обезбедувал двотретинско мнозинство. Постои ли разлика во вашето чувство како судија, кој што е должен да го почитува законот, и она што го чувствува господјата Кацарска приватно како граѓанин? Колку тоа ве револтира вас лично? Па не би рекла дека ме револтира, меѓутоа секако дека во тие чувства има разлика. Секако дека како судија нема тука емоции и јас сум должна да ги почитувам законите без оглед дали мене ми се допаѓаат или не. Како граѓанин, секако дека не би сакала да биде донесен тој закон. Но политичарите се тие кои што одлучуваат какви закони носат и може би сметале дека е многу повисока целта која што требаше да се постигне со тој закон. Сега свесна сум дека ќе ви поставам хипотетичко прашање, но што ќе се случеше со судбината на пратениците доколку не беа вклучени во амнестијата? Дали ќе добие осудителни пресуди, судејќи според она што го имавте како доказан материјал? Видете, со оглед да тие се амнестирани, не би сакала да кажувам што ќе се случеше со нив доколку немаше таков закон за амнестија. Мислам, тоа би било некоректно од моја страна. А секако дека јас во себе, со оглед пак ќе повторам, беше завршена доказната постапка, знам каква одлука ќе донесев. Добро, меѓу редови многу кажавте, а и изразот на вашето лице многу зборува и покрај тоа што сакате да останете коректна и да не приодицирате нечија вина. Не е тоа коректност, него тоа е само почитување на законите. Тие се амнестирани. И јас немам право да кажувам каква одлука би донела. Да се вратиме на пресудите. Деновиве адвокатите многу жестоко реагираа на тоа што обвинетите завршиле во притвор, а при тоа гаранциите кои што ги имаат дадени во имоти во вредност од неколку стотици евра се уште се на сила. Дали направивте, како што тврдат тие, преседан во македонскиот правосуден систем со тоа што им се заменети тие гаранции со притворски мерки? Не може да стане збор во никој случај за преседан. Едно да разграничиме. Гаранциите биле во период, во фаза кога се судеше предметот. Притворите се определени кога веќе се изречени казните затвор. Значи, тука има разлика. Висината на казните беше пресудна? Не само висината на казната. Секако дека треба да се ценат повеќе елементи. Но една од причините е и тоа. Но не да е... Добро, имаше токму во тој дел и многу забелешки дека судот премногу се потпира на белешки за кои што адвокатите тврдат, белешки од МВР кои што се фингирани. Најмногу реагираше прво обвинетиот Чавков, кој што тврди дека ниту има вила во Халкидики и дури саркастично кажа и ги повика истражувачките новинари доколку има таква вила дека ќе им ја подари.
Дали премногу лесно на вистина се прифаќаат белешките од МВР? Не можам тука, веруете, да коментирам ништо, затоа што јас пред се не сум член, воопшто не сум член на кривичен совет при судот. Добро, зборуваме генерално. Освен тоа, кривичниот совет ја донесе одлуката за притвор за Митко Чавков. Од што се раководел и како, тоа треба тие да кажат. За вас е оправдано? Пак ќе ви речам, не можам да коментирам затоа што ја немам таа белешка пред себе. Ги немам тие докази, немам никакви сознанија и не можам да коментирам одлука која што ја донеле други судии. Така. Веројатно ги слушнавте реакциите на ВМРО ДПМН, кој што по повод изрекувањето на пресудите, ќе цитирам, рече дека Македонија е заробена држава во која е укинато владењето на правото. Отворен цитат. Кацарска судството суди како што Заев наложува, а русковска обвинителството монтира политички случаи. Тие се олицетворение на заевизмот, систем во кој правото и правдината се само мисловни именки. На ова се надоврза и лидерот на ВМРО, Мицковски, кој ве обвини со господјата Русковска дека сте слуги на Заев и дека практично го испорачувате тоа што тој самиот го нарачал на 28 април минатата година. Се чувствувате ли на вистина како судија комуњар, како што знаат да ве наречат, кој што работи по партиски нарачки? Доколку ми дозволите. Ви дозволувам. Бидејќи постојано се повторува тоа кацарска судство. Значи, најнапред ќе кажам дека кога првиот пат го слушнав Мицковски, како го кажа тоа кацарска судство, веруете, сладко се насмеав. Зошто? Мицковски, како да сака да стави знак на равенство помеѓу мојата работа и работата на некои судии од едно не така дамнешно време. Мислите на Сваровски судството? Да, Мицковски е председател на политичка партија, истовремено и член на политичка партија. Може би, тој има сознанија дека некој некогаш нарачувал пресуди. Но пред целата македонска јавност, достоинствено ќе кажам, за безмалку 33 години судиски стаж, никој не се осмелил да ми каже каква пресуда да донесам. Јас бев судија во време што се нарекуваше едноумие. Бев судија во време кога премиери беа Црвенковски, Ѓоргиевски, Бучковски, Груевски, сега Заев. И никој од нив никогаш, ама баш никогаш не се осмелил мене да ми се јави и да ми каже како да судам и каква пресуда да донесам. Може би и ова е причината што јас сум се уште судија на прва степен со докажана работа. Јас мирно спијам. А едноставно на Мицковски ќе му порачам. Нека спие мирно. Кај мене нарачени пресуди нема. Ниту имало, ниту ќе има. Незадоволни од висината на казните беа и од партијата на Зијаден Села, за кој фактот што му изрековте казна од 7 години на господинот Алими, човекот што го спаси од сигурна смрт лидерот на Алијансата, според нивното тврдење дава една нота на политички монтиран случај и тоа во предвечерието на председателските избори. Што ве водеше и како ја ценевте вината на спасителот на Села да одредите 7 години, кој што е под законскиот минимум од 10 години? Пред се треба да се разграничат работите. Јас и во објавата кажав, неспорен факт е дека Абдул Фета Алими допринесе да се спаси животот на пратеникот Зијадин Села. Но да не заборавиме, истиот овој обвинет е полициски службеник, кој што јасно на камерите го гледаме, кај влезните врати, со клучеви во рака, но не само тука. Него го гледаме и пред прес салата број 3.
таму каде што беа тепани пратеници, новинари, полициски службеници. Истиот ништо не превземаше, што значи тој го направил кривичното дело. А спасувањето на господинот Зијадин Села е откако е сторено кривичното дело. Но сепак, судот не може да не го цени тој факт дека е спасен човечки живот. И тоа но тоа беше не значи дека треба да добие ослободителна пресуда. Апсолутно, апсолутно. И ако видите, ако направите споредба на казните, ќе видите со какви казни се осудени полициските службеници, другите учесници во собранието, оние што тепале, што примениле насилство, а каква казна добил Абдул Фета Алими. И затоа малку е несфатлива таа критика од господинот Зијадин Села. Разликата во таа казна е скоро половична. Да. Дента кога ги изрековте пресудите, во централниот дневник на нашата телевизија гостуваше директорката на Коалицијата за правично и фер судење Натали Петровска, која што изрази незадоволство од долго траењето на рачиштата за овој предмет, и тоа на дневна основа. Таа спомена дека овој предмет заврши за 6 месеци, на околу 50 нарочишта, во просек по 2 во неделата, и во поголемиот дел тие траеле по 8 часа. Дали должината на времетраењето на судскиот процес оди на штета на обвинетите и на другите учесници во постапката, бидејќи во тој дел и праксата на Европскиот суд за човекови права бара сите учесници во постапката да можат со должно внимание да го следат судскиот процес. Дали во конкретниот случај тоа беше обезбедено? Во поглед на тие критики, веќе имам дадено изјава, но ќе повторам. Бев зачудена со тоа што се повикуваа на пресуда и правеа споредба на пресуда против Франција со овој предмет. Во таа постапка има еден обвинет, непритворски предмет, кој што е завршен за 2 дена, а постапките, рочиштата траеле околу 15 часови. Овде се работеше за 33 обвинети, притворски предмет. Треба се има во предвид и тоа дека на секое рочиште беа повикувани само 4 сведоци. Долгото траење на постапката на рочиштата не беше вина на судот. Се случуваше да на вкрстени прашања некој бранител, кој ќе го постави вкрстеното прашање, на приговор од страна на застапникот на обвинението, советот да го прифати тој приговор и со оглед да не се работи за вкрстено прашање, например, ќе се уважеше приговорот и не се дозволуваше тоа прашање. И такви прашања беа поставувани повеќе, за да кога ќе заврши тој бранител, другите бранители ги поставуваа истите тие прашања. Зарем советот и јас како председател на тој совет, за еден бранител ќе го дозволам тоа прашање, за друг бранител немаше да го дозволам. Еве, кога тоа го споменувате, сега од оваа дистанца, откако заврши судскиот процес во прв степен, како ја оценувате соработката и начинот на делување на странките во постапката, и на бранителите, и на обвинителството? Имаше ли тука игри без граница од страна на застапниците на адвокатите со цел да го одолговлечат судскиот процес? Видовте ли такво нешто? Морам да бидам искрена, кај повеќето бранители не, но за жал имаше и такви. Така, имаше забелешки на ваша сметка и околу начинот на кој што го испитувавте поранешниот спикер на македонскиот парламент Трајко Велјановски, кој што се појави во текот на постапката како сведок. Дури ви беше ставено како зло дека
сте изведувале заклучоци, сте излегле од новата улога на судијата, која што е предвидена во Законот за кривична постапка. Дали сметате дека во испитувањето ја поминавте црвената линија? Апсолутно не. Во законот многу јасно стои дека најнапред поставува прашање, директни прашања, онаа страна која што го предложила сведокот, за да потоа се премине на вкрсено испитување од другата страна. Откако странките ќе завршат со испитувањето на тој сведок, судот има право да поставува прашања. Тоа беше кажано од еден од бранителите, меѓутоа, доколку се сеќавам како демек, судот треба да има пасивна улога. Што треба судот само да седи и да наблюдува што се случува во судница? Апсолутно не. Судот има право да поставува прашања, а сето тоа е со единствена цел да се утврди фактичката состојба. А тоа е во интерес буквално на сите. Така, обвинителството за организиран криминал ја прошири листата на обвинети, овој пат со организаторите. Дали сметате дека правдата ќе ги стаса и нив? И очекувате ли, се надевате ли, може би потајно, може би и отворено, еден ден вие да ги судите организаторите со оглед на тоа што најдобро го познавате овој предмет? Да, точно е дека најдобро го познам затоа што го работев. Так. Не ради друга причина. Дали правдата ќе биде задоволена, јас не можам да кажам затоа што јас воопшто не знам со кои докази располага обвинителството. Не знам дали воопшто ќе се докаже дека тие осомничени навистина го сториле кривичното дело. Би требало да го, ако го работам тој предмет, ако ги имам доказите сите, од кои што ќе може целосно да се утврди фактичката состојба во смисла дека тие го сториле кривичното дело, тогаш би биле сигурно осудени и ако се осудени, тогаш можам да кажам да, правдата е задоволена. Очекувате ли дека и Иванов, председателот Иванов, на крајот од својот мандат може да го искористи своето право на амнестија? Па мислам дека во оваа фаза тој нема право за донесување на таков факт, а искрено се надевам како граѓанин на оваа држава, а и како судија, ама искрено се надевам дека тоа нема да го стори. Ке ве прифрлам на еден друг, исто така многу актуелен предмет. Ја изрековте првата пресуда за поранешниот премиер Никола Груевски во трајање од 2 години за предметот Тенк околу случајот со незаконската набавка на Мерцедесов. Во издвоена постапка досудивте и 6 години за поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, 6,5 години за помошникот. Околу овој случај во јавноста постои едно уверување дека казните не само што се превисоки, туку дека тука и нема случај со оглед на тоа што нема штета и Мерцедесот се уште се користи. Каде ја гледате вие вината на посочените и дали се, предпоставувам, не се согласувате, инаку немаше да изречете такви пресуди, меѓутоа кои се вашите аргументи за да изречете толку високи пресуди? Па апсолутно не би рекла дека се високи казните таму. Апсолутно не. И не се согласувам со таква констатација и не треба да постои штета за да се исполнети условите за да кажеме дека тоа дело е направено. Да се фаворизира еден економски оператор, да се дозволи тој економски оператор дури и спецификациите да ги кажува во јавната набавка, дури кога се пишувале тие карактеристики што треба возилото да ги има, се отишло до таму што и техничките грешки се содржани како во спецификацијата, односно во понудата, така и во тендерската документација. Има елементи на кривично дело таму, исполнети се сите елементи, затоа е таа пресуда и потврдена од апелациониот суд, впрочем. Бевте многу
критикувани околу третманот на Јанкуловска за време на судската постапка, во времето кога беше бремена и имала ризична бременост. Дури ангажиравте и тим гинеколози за да утврдат дали може да присуствува на рочиштата. А околу овој случај реагираше и Комисијата за заштита од дискриминација, која што излезе со став дека сте претерале во односот кон неа. Дали сметате и натаму дека постапивте човечно кон Јанкуловска како мајка, како жена, која што, предпоставувам, има разбирање за една ваква состојба? Апсолутно, и како жена и како мајка имам разбирање. Меѓутоа, нешто што посеизгледа јавноста недоволно го знае и не е запознаена доволно. Во предметот кога се бараше да биде одложена една расправа за 15 денови, беше доставена медицинска документација од матичен гинеколог. По барање на застапникот на обвинението се провери таа документација. И мислам, не сум 100% сигурна, но мислам и со голема веројатност дека ова што го кажуваме точно, веќе се води постапка пред основното обвинителство против тој доктор што ја издал таа медицинска документација. И токму тука требаше да се докажи дали она што го пишува матичниот гинеколог е така или не. При раздвојувањето, откако се утврди дека има ризична бременост господјата Јанкуловска, се раздвои таа постапка. Во текот на водењето на таа постапка бев максимално толерантна, ги почитував сите закони. Не само законот за кривична постапка како лекс специјалис, туку го почитував и целосно законот за работни односи, каде што не се следува пауза од 1 час, јас си давав пауза од 1 час и 30 минути на нејзино барање. Ако се изврши увид во предметот, ќе се види дека тие рочишта не траеле повеќе од неколку часа дневно, вклучувајќи ја и таа пауза што и беше нејзе овозможена. Само на кратко би се осврнала на мислењето на комисијата, каде што вели дека сум ја дискриминирала пред се политички и како жена, така натаму. Председател на таа комисија е Даштевски и јас само ќе ви кажам едно, дека во поглед на ова мислење има издвоено мислење од 2 члена на таа комисија и ги упатувам сите да го прочитаат издвоеното мислење на 2 члена, каде што многу јасно е појаснето како е водена таа постапка, дали е согласно закон и слично. Не може, затоа што Јанкуловска е мајка, да оваа постапка не се води. Значи, јас постапувам согласно закон лекс специјалис. Во овој закон никаде не стои дека жена што е мајка не треба за неја да се води постапка. Интересна е улогата на Комисијата за заштита од дискриминација, бидејќи токму двете решенија, ова кое што се однесуваше на господјата Јанкуловска и предходното за Груевски, беа искористени како клучен доказ за давањето на азил на Груевски во Унгарија, дека се работи за монтирани политички случаи. Се согласувам и веднаш кога го добив јас тоа писмо од комисијата, пред колеги тоа го искоментирав. Дека еден ден Груевски ќе го употреби ова. И што се случи? Тоа и се случи. Да. Ќе ве прифрлам на еден друг случај, а тоа е случајот 300, каде што исто така донесовте осудителна пресуда околу набавката на 300 возила
и го осудивте помошникот министер Ѓоко Поповски на 9 години затворска казна заради непочитување на законските прописи во јавните набавки и сметате дека го штетил буџетот за 453.570 евра во периодот од 2008 до 2012. Интересно е тоа што пресудата вие ја донесовте во мај минатата година, а во декември апелациониот суд ја поништи. Така што случајот почна од почеток. Кои беа аргументите на второстепениот суд и дали сега постапувате по нивните препораки ако ги има такви? Па јас сега почнав повторно да го судам тој предмет. Тоа е моја одлука, јас стојам и понатаму зад мојата одлука. Сметам дека тој предмет е школски изработен. И за овој не предмет се согласувам коментираше дека казната е превисока и оти на некој начин сте сакале да делувате превентивно за во иднина и да испратите некаква порака на пониските ешалони на власта дека не треба така лесно да прифаќаат партиски наредби од повисоките шефови. Имавте ли таков мотив кога ја носевте? Генералната превенција е многу битна при носењето на одлуки. Но, да не заборавиме, и во предметот Тенк, и во предметот 300, Ѓоко Поповски е обвинет за едно исто кривично дело. Два предмети се отворени во период кога тој бил помошник министер за јавни набавки и во двата предмети се работи за исто кривично дело. Двата предмети ги работев јас. И не се согласувам дека во моментот кога сум ја донела одлуката, немало доволно причини, оние отежителни околности, согласно член 39 од Кривичниот законник, за да донесам токму таква пресуда. И натаму сметате дека не е превисока казната? Тоа ќе го кажам при изрекувањето на казната која ќе ја завршам повторно оваа постапка. Интересен момент беше се случај на последното рочиште, кога јавно го предупредивте господинот Поповски заради интервенирањето на неговата сопруга кај ваши блиски пријатели. Дали ви се случува така повремено да добивате добронамерни сугестии како да пресудите? Не ми се случува често. Ова е втор пат да ми се случи да некој роднина на обвинет буквално малтретира мои пријатели. И во една ситуација пред можеби 5-6 години, кога сопруг на обвинета отиде до таму што реагираше, ургираше кај колеги на татко ми, кој што беше со години веќе во пензија. И тука знаете што се случува кај мене? Се чувствам повредена, се чувствам навредена. Значи, они сметаат дека ако не реагираат кај мене, јас нема да донесам пресуда согласно законот. За мене сите странки се еднакви, сите обвинети се еднакви. Па еве и во случајот 27 што јавноста постојано го следеше, јас имав еднаков третман спрема сите обвинети. Дури и кога во една ситуација во завршни зборови еден бранител го навреди обвинетиот Александар Василевски Нинџа, беше опоменат бранителот. Не дозволив никој да биде навреден. И не сакам никој да реагира кај мене во смисла да сугерира каква одлука да донесам. Одлуките ги носам исклучиво врз основа на закон. Не е битно за мене ни пол, ни етничка припадност, вероисповед, ништо не е битно за мене. Дали ме сваќате? А дали ми се би само се доказите. случило вам, вие да реагирате кај ваши колеги за Апсолутно некаква не. одлука? Се говори дека сте интервенирала околу притворот на Орце Камчев, затоа што вашата ќерка работи во Систина. Значи да расчистиме една работа. Фамилијата Камчеви не се само мои пријатели. Тоа се наши фамилиарни пријатели. И ова пријателство не е од пред 2 или 5 години. Уште чичко ми од студентски денови бил пријател со сега покојниот Илија Камчев. Покрај чичко ми со Илија Камчев се дружеше и татко ми.
Мојата мајка работеше преку 30 години кај Илија Камчев, а веќе со години е пензионер мајка ми. Сна за мој прв братучет. 30 години работеше кај Илија Камчев. Керка ми работи 10 години кај Илија Камчев. Се извинувам, во Систина. Значи се работи за фамилиарно пријателство со години. И јас тоа пријателство не само што не го кријам, не само што не се дистанцирам од оваа фамилија после овој предмет, него јавно ќе кажам дека јас сум среќна што тие луѓе биле дел од мојот живот, тие и сега се дел од мојот живот и така ќе остане понатаму. Во поглед на моја реакција или кај некои колеги, како што велите. Или интересирање. Или интересирање. За притворот, Значи, по-конкретно. Под полна, морална, материјална и кривична одговорност пред цела македонска јавност, кажувам дека не сум реагирала кај ниеден судија. Кај кој тоа судија требаше јас да реагирам, ве молам? Кај судијата на претходна постапка што го работеше овој предмет? Немојте. Не, зборувам за Врховниот суд. За Врховен суд? Апсолутно не. Да. Апсолутно не. Дали ќе барате изземање од предметот доколку империја по некоја случајност падне кај вас? Немојте ни да се сомневате. Јас кога јавно кажувам дека тие луѓе ми се мене како фамилија, секако дека нема да го прекршам законот и доколку стигне таков предмет, секако дека би барала изземање. Истиот момент кога би дошол предметот кај мене. Ако има таков предмет, секако. Уште еден предмет би сакала да прокоментирала и потоа на општи слободни теми ќе разговараме. По трет пат, овој пат кај различен судија, почнува предметот транспортер, кој што исто така еден од предметите на специјалното јавно обвинителство со голем број на обвинети. Кога реално да се очекува присуда за овој предмет? Тој предмет го работев паралелно со Тенкот и 300. Во тој предмет стигнавме до фаза на изведување на материјалните докази. И то на крај сме. Доколку не ми беше даден во работа предметот 27 април, планирав во ноември месец минатата година и тој предмет да биде завршен и да има пресуда. Значи, немаше никакво одолговлекување. Но таму се работи за обемен предмет, со многу докази, со над 2700 докази, мислам дека се во прашање, и со 21 обвинет. Но и покрај тоа, пак ви велам, ако го немав 27 април, јас најкасно до месец ноември минатата година ќе имав пресуда и по тој предмет. Да. Сега ќе ве вратам малку наназад. Во време на СДСМ бевте избрани за во кривичниот суд за председател. 4 години раководевте со еден од најголемите судови во државата и 5 месеци бевте ВД председател. Дали сметате за себе дека бевте добар председател? Па нема зошто јас да сметам дали сум била добар или лош председател, за тоа говорат бројките, фактите говорат. Скопска единица, како што ја нарекува јавноста, беше најнеажурниот суд во Република Македонија. Во мојот мандат не само што станавме ажурен суд, туку имавме решено повеќе од 22.000 предмети повеќе отколку што сме добиле. Дури на општа седница на Врховен суд кога се разгледуваа овие извештаи, судијата Бабунски, како судија известител за нашиот суд, како сега се сеќавам, кажа: неколку пати ги проверував бројките и јас не можам да поверувам дека сме стигнале до вакви резултати во овој суд. При тоа, јавно пред сите ми честиташе за тоа што се случува во Скопска единица, на што јас му одговорив дека не треба мене да ме честита, затоа што тоа е работа тимска, почнувајќи од судската служба, преку судиите и конечно на крај председателот на судот, дојдовме до едни такви резултати. Дали е точно дека сте били исклучително строг председател, кој што знаел дури да им фрла предмети на маса на судиите? Строг председател бев од аспект што барав дисциплина и барав работа. Од судиите исклучиво барав да работаат по закон. И секогаш им велев,
дека јас стојам зад нив, но само до оној момент додека го почитуваат законот. А со оглед на моето воспитување е многу поинакво и мојот карактер е поинаков, не може да стане збор за фрлање на предмети и мислам, не верувам дека има судија кој што би можел тоа да го каже. Но не има секакви, нели? Во ваше време, додека бевте председател, се случи и апсењето на Зоран Заев, сегашниот премиер. Дали е точно дека од Турција сте се јавувале каде што сте биле на одмор за да биде тој ставен во притвор? Не е точно. Апсолутно не е точно. Како можам јас од Турција да се јавам на судија за да го стави Зоран Заев во притвор? Интересно беше што во тој момент... освен тоа, се извинувам што ја прекинувам, а освен тоа, вие при поставувањето на прашањата кажавте дека важам за комуњарка, нели? И токму јас, нели, комуњарката, се јавував кај судија за да го притворат господинот Зоран Заев. Мислам, нелогичности и не знам која е причината што постојано ме вметнуваат во некои такви меѓутоа игри. ќе се согласите дека постојано ве вметнуваат во некакви шеми. Едно време важевте како човек на Ленче Софрониевска пред крајот на мандатот и во оној момент кога предпоставувам се надевавте на втор мандат, бидејќи се јавивте и на огласот за нов мандат, ве поврзува и за блиски релации со Михајло Маневски. Колку е точно, тоа се говори по судските кулуари, а вие сте тука да кажете што е вистината, дека сте му носеле на Маневски предмети, како велите вие во судството, живи предмети во Министерство за правда, за да ги види? Па се зборуваше и се пишуваше дека сум била десна рака на Ленче Софрониевска и на Бранко Црвенковски. Потоа се зборуваше и се пишуваше дека сум била човек на Михајло Маневски. Значи, нити сум била десна рака на Ленче Софрониевска или Бранко Црвенковски, нити сум била човек на Михајло Маневски. Сепак неспорно е дека се извинувам. Маневски ви даде глас при гласањето во Судскиот совет наспроти 13 гласа дадени на останатите членови на Судскиот совет за вашиот најсериозен против кандидат Лидија Неделковска. Ќе одговорам на ова, но не смее да остане неодговорено во оној дел каде што спомнавте дека сум носила предмети. Значи, судскиот деловник е многу јасен. Предмет кој што е активен не смее да излезе од судска зграда, освен кога се дава на вештачење. Имаше ситуација... Тој принцип постојано го почитувавте? Апсолутно го почитував. Секогаш го почитувам и деловникот и законите. Значи, имаше ситуација кога од Судскиот совет, во период кога господјата Ленче Софрониевска беше председател на Судскиот совет, се бараат два предмети да им ги пуштам во Судскиот совет за да членовите ги разгледале предметите по некоја представка. Јас со писмен допис одговорив дека предмети кои што се активни нема шанса да излезат од судската зграда и може да дојдат од Судскиот совет и да извршат увид во тие предмети. Кога го добила председателката Софрониевска тоа писмо, ми се јави на телефон и ми вика, ова сериозно ли го мисли? Ја најсериозно кажав дека тоа го мислам и немам намера да пуштам предмети таму. Незината реакција беше, најнапред се насмеа и ми рече, сега сум уверена дека не сум сгрешила кога те избравме за председател на тој суд. А членовите на Судскиот совет ќе дојдат во судот и ќе се извршат увид на тие предмети. Ја познававте Софрониевска кога бе предложи за... Јас кај господјата Софрониевска, иако беше судија и председател на апелациониот суд, никогаш немав отидено. Дури меѓу тие две згради што се,
Скопска единица и апелациониот суд, дури ни тогаш никош ја немав сретнато. Значи, воопшто не ја познава. А колку често одевте кај Маневски во Правда? И каква беше вашата комуникација? Додека Маневски беше министер, сум била еднаш, може би два пати, но мислам дека сум била еднаш кај него. Но во Министерството за правда сум била присутна повеќе пати кога имало состаноци, но на тие состаноци присуствуваа повеќе председатели на судовите од цела Македонија. Јас спомнав предходно председателката Лидија Неделковска. Каков беше вашиот однос со Неделкова? Во времето, откако ги сменивте улогите? Додека и бев председател, немавме никаков конфликт. Беше, ја распоредив токму јас во одделението за организиран криминал. А за тоа што се случуваше и каков беше нејзиниот однос спрема мене, јавноста е запозната и сметам дека не треба да го трошам времето и енергијата да одговарам. Ретко излегувате во јавност, меѓутоа во една од ретките прилики јавно проговоривте за злоупотребите во АКМИ системот и околу злоупотребата на годишните распореди. Како гледате на тоа што по повеќе од година и пол се уште не е завршена истрагата за АКМИСот и дали сега функционира АКМИСот? Бидејќи во изминатиот период и околу тоа имаше сомнеш зошто многу предмети вие добивате, а не некој друг суд. Познавајќи го председателот на судот, а го познавам добро бидејќи во 2005 година јас го примив како стручен соработник, сметам дека максимално го почитува АКМИ системот. Може би грешам, но јас сум убедена дека тој работи законито. А ви се случувало ли во претходниот период да добиете предмет на рака? Постојат за тоа докази. За тоа постојат докази. Каде што јасно стои по предметот да постапува судијата Добрила Кацарска со потписот тогашниот председател на судот. Значи не еден. Такви докази постојат повеќе. И тоа не се едноставни предмети. Тоа беа тешки предмети. Но никако актуелен предмет. Да се разбереме, да ги разграничиме работите. А зошто не е завршена постапката, што велите дека постои некаква постапка за Панчевски, јас не би можела на таа тема да дискутирам. Панчевски е дел од таа постапка, зборуваме за злоупотребите на АКМИСот. Знаете дека се води предистражна постапка. Тоа ќе се обратите до обвинителството, тие ги имаат тие информации, јас навистина не знам ништо. Работите како судија 33 години. Рековте без малку, дека сте поминале, дека целиот свој работен век сте го поминале во судството, сте работеле во време на социјализмот, во време на плурализмот, во време на сите власти, на СДСМ и на ВМРО. Кажете ми вака од личното ваше искуство, кога најтешко се работеше, а кога судиите можеа најслободно и најпрофесионално да ја извршуваат својата функција? Па лично сметам, може би грешам. Тоа е моје мислење дека најдобро судство имавме во време на социјализмот. Тоа го кажувате со носталгија или? Не со носталгија, го кажувам со факти. Има многу причини заради кои што велам. Почнувајќи од тоа, од кого јас сум учела, кои беа судии во тој суд, кога јас бев приправник, па потоа стручен соработник. Да, велат и многу други мои гости со кои што сум разговарала на истата тема, дека тогаш имало некаков ред и за напредување и за постапување. Како гледате, судија Кацарска, на барањата за проверка на имотот на судиите? Вака ќе ве прашам најотворено, што заработивте вие за време на вашиот студиски стаж и дали еден просечен македонски судија може да се збогати од правораздавање под услов да работи честно и одговорно? Мене, ако ме праша некој, ќе го дадам мојот глас веднаш без размислување. И јас би била
веруете, пресрекна да дојдеме до таква ситуација да се проверува имотот на сите судии. Јас потекнувам од едно добро ситуирано семејство, сум единица, значи немам ни брат ни сестра. Сопругот, таткото на моето дете е починат кога ќерка ми беше многу мала, така да јас и ќерка ми живеевме со родителите. Татко ми имаше секогаш поголема плата од мене, мајка ми имаше плата, јас имав судиска плата, а ќерка ми земаше пензија од татко ѝ. Живеевме во стан од 78 метри квадратни. Мојата плата, така речи, одеше на страна за штедење. Не го прошетав светот. Одев со ќерка ми на годишен одмор, не некои луксузни одмори, и одев на зимување една недела со ќерка ми. Повторно не во европски скијачки центри, него тука. Го продадовме станот на родителите, успеавме да купиме 50 квадрати поголем стан од она што имавме, а имено купивме еден стан од 80 квадрати кој што со родителите се договоривме да гласи на мое име, а помалиот стан да гласи и на нивно име. Значи парите од продажбата на тој стан, парите што сме ги штеделе сите тие 20 на години, имот кој што моите продавале, што го имале, се е тука вложено, за да на крај земам и кредит од 28.000 евра. И да не заборавам, имам и едно гаражно место. Значи, тоа е она што може да стекне судија со таа плата. И навистина би била пресрекна ако дојде момент да се проверува имотот на секој еден судија. Буквално на секој судија. Тука ќе земеме малку здив, бидејќи е време за реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Дали доволно се грижите за вашите очи? Надворешните фактори и секојдневното оптеретување на очите влијаат на нивното здравје. Зачувајте го вашиот вид со новиот производ Прокулин Плюс. Додаток во исхраната кој ви нуди заштита со ДХА, лутеин, зеаксантин, како и витамини и минерали потребни за одржување на нормален вид. Прокулин Плюс за секојдневно одржување на видот. За вашето осигурување не размислувате често, но секој ден живеете со спокојот што ви го дава. Осигурете ги вашето здравје, домот и автомобилот и заштетете до 40% со новиот пакет Триглав Комплет Плюс. Триглав осигурување. Сите ваши сметки и плаќања на едно место и со еден допир. Бесплатно мобилно банкарство. Евростандард банка. Секогаш на дланка. Послужете го вашиот омилен пијалок во кристалните чаши од познатиот бренд Bohemia Crystal со новата Купон Плюс акција на Tinex. Совршен спој на софистициран дизајн, елегантен и модерен изглед и врвен квалитет. Изработени од висококвалитетно кристално стакло со висок сјај, издржливо на гребнатини и термички шокови за долготрајно користење и лесна употреба. Од 7 февруари до 25 април соберете 10 купони и со соодветна доплата одберете го вашиот совршен сет на чаши кои ќе го истакнат вкусот на секој пијалок. На здравје, ваш Tinex. Во новиот број на неделникот Фокус ке читате: СЈ преживеа поплава, дочека политичко цунами. Интервју доктор Љупчо Ристовски, председател на Интегра. И ги тргнеме шепите на СДСМ од нашите джебови и очите на ВМРО ДПМН од спалните соби. Раздавање на градежно земјиште во Струга. Рами Смерко скрои дуб по мерка на Дуј. Читајте Фокус за нештата да станат појасни. Денот ви е исполнет со нервоза. Патите од несоница. Стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс.
Гербален лек од валеријана, маточина и хмель. За убав ден и мирна ноќ. Години Скопско не спојува на иста маса. Да наздравиме за годините изминати и за тие што следуваат. Скопско за нас. Супер понуда за супер недела во Тинекс. Сет детергент за алишта Факс плюс омекнувач за алишта Орнел за само 359 денари плюс 150 поени на вашата поен плюс картичка. Една картичка без број привилегии. Мој Тинекс клуб. Скопје нема мајстор, нема молер, каков што си ти. Браво! Зелено, стубот црвен, браво, кревестот зидот, браво, браво за мајстор. Фала газда, ама не е до мене. Браво за браво. Газда, со ваква боја и пејачок може да фарба. А што ти е тебе боева на устата? Ами нели ми рече проба да пробам. Не пробувајте, верувајте, хромос светлост. Го продолжуваме разговорот со мојата вечерашна гостинка, кривичната судика Добрила Кацарска. Се извинувам. Повелете. Дали ќе ми дозволите нешто само да надопомнам, да не испадне дека прикривам имот? Заборев да спомнам дека ќерка ми вози джип Hyundai, меѓутоа кредит на моје име, кој што го плаќа она. Добро, не сме ние тука УЈП. Без оглед, јас да не испадне дека нешто прикривам, не би сакала да остане тоа. Господја Кацарска, влегуваме во финалето на нашиот разговор, неколку блиц прашања. Прво, во телевизијата дојдовте со обезбедување. Дали се чувствувате небезбедни? Па мора да имате полициско обезбедување? Не, јас не се чувствувам небезбедно и не беше тоа мое барање да имам обезбедување. Се случија некој настани за кој што јас бев должна да го информирам претседателот Џолев. Тоа е оценка на надлежните институции. Нити сум се плашила некогаш, ниту сега се плашам. Имавте некакви закани или? Имаше некој настани за кој што не би сакала да говорам. Ке нагласам, ниту сум се плашила, ниту сега се плашам, ова ќе го подкрепам со еден факт, непобитен факт. Пред повеќе години изреков во еден ден 3 казни доживотен затвор. Истиот тој ден, без обезбедување, сама, по истиот пат по кој што дојдов пешки на работа, се вратив дома пешки повторно. И тоа продолжи и понатаму. Значи не е тоа по моje барање или затоа што се плашам. Конечно, ако некој решил нешто да направи, ќе го направи. Сакам да ве прашам едно прашање. Кој е Добрила Кацарска приватно? И колку се разликува од онаа строга судика во кривичниот суд? Па можам да кажам дека се разликувам приватно од она што сум во судница. Обичен човек, што живее скромен живот. Сакам да пешачам многу. Сакам да гледам добар филм, да прочитам добра книга. А најсрекнија сум кога ќе најдам слободно време со моите другарки да седнам и да пијам кафе. Како се релаксирате во слободно време? Ви велам,
Пешачам многу, гледам филмови, телевизија, читам книги и пак ќе ви нагласам. Многу сум среќна кога ќе успеам да одвојам време, да се видам со моите другарки, да седнам на она женски муабети, што би се рекла. Која е Ахиловата пета на Добрила Кацарска? Па сега се знае која е мојата Ахилова пета и тоа е она што е на секоја мајка. Ќерката Ана. Да. Кажете ми, до пензија имате 3,5 години. Да. Каде сакате да ја завршите кариерата? И каде се гледате себе си? Па за сега не размислувам за иднината, затоа што морам да кажам дека сум конкурирала многу пати за апелациониот суд. Кога не беа донесени законот за оние измени во законот за судови, дека не може да конкурирам за Врховниот суд, конкурирав и за таму, но никаде не успеав да стигнам, останав судија на прва степен. Така да во моментов имам многу работа и на вистина не размислувам за тоа. Колку е точно дека ви е ветено место во Уставниот суд? Повторно за тоа. И дека тоа ќе биде на некој начин награда за сработеното? Се зборуваше дека ќе бидам председател и на апелациониот суд, така? Да. Јас и конкурирав, ако се сеќавате, за председател на апелациониот суд, но не бев избрана. Сега повторно се зборува дека ќе добијам награда во вид на избор за судија на Уставниот суд. Но оние што ги прават сите овие шпекулации, ја не знам зошто постојано сум во нечiji фокус. Едно само ќе им кажам. Веќе и кажав претходно, 33 години судиска кариера е зад мене. 18,5 години бев граѓански судија. 4 години бев председател на судот, 5 месеци бев ВД председател. 10 години сум кривичен судија. И зарем, со една ваква кариера, во која што немам никаква дамка, и не само во кариерата, него јас немам дамка ни во приватниот живот. Каде и да одам, може некој да каже за мене дека тоа е награда. Сметам дека сум заслужила да напредувам во кариерата. Господи Кацарска, тоа беше се за вечерва. Ви благодарам за гостувањето. А вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Останете со програмата на 1 ТВ и не го менувајте каналот. Се гледаме за 7 дена на истото место и во истиот термин 21 часот. Ривалството меѓу две фирми ќе прерасне во приватна војна меѓу представниците на истите. Најпрво ќе се борат за поголемиот дел од коначот, но потоа ќе се родат чувства, кои ќе ги загрозат оние што ги пратија да ги бранат нивните интереси. Но нивната среќа ќе значи трагедија за другите. Вечерва, 23 часот.